Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Кочани ги известува сите земјоделци дека од денеска започнува распределбата на картичките за зелена нафта и сите кои што имаат поднесено да ги подигнат во подрачната канцеларија во Кочани секој работен ден. Од Агенцијата за финансиска поддршка во текот на денешниот ден ни пристигнаа картичките за дизел гориво, односно по мерка 8, помош за поддршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година врз основа на обработени барања, електронски барања од програмата за 2020 година. Вкупно се пристигнати 1836 картички со вкупен износ на средства од 5 милиона 743.851 денар. Земјоделците картичките за дизел гориво можат да ги подигнат секој работен ден во просториите на подрачната единица и со себе е потребно да понесат документ за идентификација, односно важечка лична карта или патна исправа. Исто така, оние што имаат правни субјекти, потребно е да достават копија од тековна состојба за да се види кој е управител или собственик на тие правни субјекти. Милодинов додава дека оние земјоделци кои што ги немаат подмирено сите обврски, а ги има на списокот на корисници, картичката за зелена нафта ќе биде изработена накнадно. Имаме еден список на луѓе, листа на лица на кои им е одобрена финансиската поддршка по оваа мерка, но поради нивно евидентирање во листата на должници, нивните картички не се изработени. Бидејќи во оваа пратка се доставени само картички за оние земјоделци кои ги имаат подмирено долговите под основ на воден надомест на пашарина или по однос на концесија за земјоделско земјиште до 29.7.2021 година. Сите оние земјоделци кои го имаат подмирено овие долгови после овој датум или ги немат подмирено, за сите нив картичките ќе бидат изработени накнадно и ќе бидат доставени во секоја наредна пратка. Исто така сакаме да ги известиме сите оние да известиме дека за сите земјоделци кои меѓувреме додека се пристигнати картичките се починати, картичките за дизел гориво може да ги подигнат и членови од нивното семејство доколку е завршена оставинската постапка и оние лица кои се прогласени за единствени законски наследници со лична карта и со копија од решението за завршена оставинска постапка како единствени законски наследници можат да ги подигнат картичките за дизел гориво во името на лицата кои се починати. Земјоделците кои ќе ги подигнат картичките, истите може да ги користат до 30 април 2022 година. По оваа дата истите ќе бидат блокирани и нема да може да се користат.